Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на програмата која ќе ја следите до пладне. Турбулентна недела на политички план во екот на политичките превирања пред закажаните избори за 5 јуни. Многу теми и прашања на кои што треба да се дадат одговори. Во ова издание на Пулт најавувам интервју со професорот Оливер Андонов. Ве повикувам да останете со нас. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Во Пулт, како што најавив, разговарам со професор Оливер Андонов. Добре дојдовте во Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов, Христос воскресе. Истина воскресе. Господин Андонов, вчера само ВМРО ДПМН достави предлози за членови на избирачките одбори. Тоа ќе биде нашата прва тема за анализа. Дали ова значи дефинитивен крај на можноста за одржување на избори на 5 јуни? Доставувањето на предлозите за членови на избирачки одбори е обврска на Државната изборна комисија и политичките партии, но не е врзана со рокови, така како што е врзан датумот за избори кој е определен од собранието. Така што се уште има време за политичките партии да се предумаат, така да кажам, во однос на нивното учество на парламентарните избори закажани за 5 јуни. Впрочем, ние знаеме, така да кажам, аналитички гледајќи го, очекуваме како академска јавност да СДСМ по никоја цена не оди на избори, бидејќи тоа би значило соочување со граѓаните, а нивната цел е да не се соочат со граѓаните, односно да го одолговлечат тоа што е можно подолго, а да останат во исто време во власта. Дали ДУИ и ДПА ќе го променат својот став, за жал во последно време видовме дека зависи од, така да кажам, странскиот фактор, односно испадна дека во државава реално најдржавотворна и заинтересирана партија за националните интереси на Македонија и за опстанок на Македонија е ВМРО ДПМН во моментов. За жал СДСМ ги покажа своите намери, лично ситно партиски, односно лични интереси. ДПА и ДУИ дека играат на картата на странскиот фактор и на тоа што ќе им биде сугерирано однадвор, што значи дека некој тенденциозно се труди Македонија да ја втурне во подлабока криза, да ја доведе во состојба на протекторат, што всушност и многу често опозицијата за жал го заговара. И јас во една прилика кажав, ние имаме опозиција која не си ја сака државата. И тоа е многу чудна работа. За каква власт тогаш се бориш? За каква власт Заев претендира? За какво место премиер на која држава? На државата која не си ја сака. Тоа е основната слика која кај граѓаните СДСМ и Заев ја оставаат, дека со нивното доаѓање на власт ние ќе имаме состојба во која ќе имаме премиер кој не ја сака државата. За жал. Во моментов очигледно дека постојат неколку опции за понатамошниот тек или разврската на политичката криза. Една од нив е одржување на изборите на 5 јуни, согласно она што е устав и закон и одлука веќе донесена на парламентот. Помеѓу другите опции се споминува и одложување до 2 октомври по барање на СДСМ. Социјалдемократите во тие неформални разговори го наметнале овој датум како можен датум за одржување на изборите. Што ќе значи продлабочување? Што ќе значи одолговлекување на политичката криза? Што е според вас поважно во моментов, да се испочитуваат уставот и законите и да се одржат избори на 5 јуни, кои што ќе доведат до конституирање на какво такво собрание, кој што ќе може потоа правно да доведе до одржување на нови избори во следната можност, или пак е подобро да се направи уште една отстапка, да се прекршат правните норми и да се одолговлечи повторно политичката разврска? Значи, мора да ни биде јасна една работа. Јас лично не верувам во ветувањата на СДСМ. Договорот од Пржино, на кој тие учествува и кој тие го подпиша, предвиде во изборниот законник дека е 24 април ден за избори. Потоа бараа да се одложи 24 април
И при тоа мораше да се врши промена на на изборниот законник, кај што се утврди нов датум 5 јуни. И тогаш кажаа дека повеќе нема да има барања, нема да има проблеми, ќе се оди на 5 јуни на избори. Сега, веројатно, затоа што специјалното јавно обвинителство и сите оние механизми кои се обидоа од надвор, од внатре, оваа така наречена шарена револуција и сите тие глупости кои ги направија, не успеа да го урнат рейтингот на ВМРО ДПМН и не успеа да ги подигнат од мртва точка. Сега сакаат понатаму одложување на изборите со некоја шпекулација за 2 октомври. Ако добро ги следиме опозиционите изјави, тие никогаш не се константни, немаме континуитет, односно една зацртана линија, посебно кога се работи за датумот за избори. Од друга страна, ако неофицијално Заев зборува за 2 октомври, Иван Величковски зборува за некоја си широка коалициона влада на национален спас или не знам каква, без утврден датум за избори. Ете го абсурдот во кој влеговме. Професорката Ванковска скоро пишуваше за тоа дека стануваме земја абсурдистан. За жал, да. Се што се прави, сите преседани кои се прават кај нас, се прават за да опозицијата без избори влезе во власт. Па ние знаеме дека борбата за власт е политичка борба. Ама таа борба за власт се добива со конкретни програми на избори. А не да се влезе на мала врата во политиката и да се обструира волјата на мнозинството. И дојдов до она што е клучен момент. А тоа е преседанот на уривање на уставниот поредок на Македонија. Ако немаме избори на 5 јуни, ние де факто сме го урнале уставот. Тоа ќе значи дека кој сака утре во Македонија може да го урива уставот. Тоа значи дека ние немаме држава, дека имаме недефинирана територија на која политички лидери во наводници или племенски водачи, некои ваши колеги така би ги нарекле, може да повлијаат врз тоа дали ќе се спроведува или нема да се спроведува уставот во Македонија. Ако сакаме да имаме стабилна држава, која сакаме оваа држава Македонија и сакаме да одиме напред, ќе го почитуваме уставот. Решението е избори на 5 јуни. Од овде сега јавно ги повикувам сите кои сакаат да дебатираат со мене зошто на избори на 5 јуни да или не. Без разлика какви аргументи ќе сакаат да наведат во аспектот на тоа избирачки список. Па сега беа толку, па беа оволку, па сега Спасовски бара бришење на 140.000 луѓе, па не знам ова, па не знам 100 изговори. Не знам медиуми, не знам ќе врнело или сонце ќе греело на денот на избори, кој на кого како му одговара. Сите аргументи нека ги кажат, но основниот и клучен аргумент е нека ми даде одговор било кој од нив. Како е можно да не се наруши уставот, а да се поместат изборите тогаш кога еднаш веќе ќе сака господинот Заев и која ќе каже да, јас сум спремен да одам на избори, бидејќи знам дека ќе победам. Бидејќи таа е логиката негова, нема друга логика тука. А да во исто време не ја урива државата. Што и да се случува, на 5 јуни мора да има избори. Доколку нема избори, ќе урнеме државата, пошто според мојата проценка и моите познавања скромни на уставните можности, не постои начин како да се врати назад парламентот, сем во војна или вонредна состојба. И сега што ќе направиме? Ќе објавиме на некого војна за да можеме парламентот да го вратиме и да се задоволат личните страсти на некого? Тоа е вон секоја памет. А по одржувањето на изборите на 5 јуни, формирањето на парламент, формирањето на влада, може да се покрене веднаш иницијатива во која да кажеме тогаш, ајде кажете кога сакате да одиме на избори, заедно со локалните. На 2 октомври, што сакате? Кажете, тогаш ќе одиме на избори. И тогаш ќе го примениме повторно законот за влада кој го донесоа како резултат на договорот од Пржино, па 100 дена пред изборите ќе се вклучат опозиционите
представници во владата, во министерството кој ги предвидува, и ќе даде оставка премиерот, и ќе немаме политичка влада, туку ќе имаме влада за спроведување на избори. За мене тоа логичното решение. И морам да напоменам една работа. Не може некој во јавноста да се повикува на моето природно право, а тие кои позитивистички настапуваат и го почитуваат законот и уставните определби, да ги нарекува фашисти. Од друга страна, моето природно право да биде во насока на тоа, мое право е да рушам. Ако така гледаме, мое природно право може да биде некој да натепам, а негово природно право ќе биде да се брани, па да видиме кој е посилен, нели? Значи, тие бихевиористички теории се одам нападнати во вода. Она што така наречената левица се обидува да ни го пласира во јавноста, а не сакат никаде јавно да ја истакнат својата програма која предвидува, нели, уништување на се што е традиционално, представува уривање на темелите на државата. И пак ќе се вратам на она што го кажав на почетокот. Избори мора да има, за да се зачува уставниот поредок на државата. Му се допаѓало тоа некому или не му се допаѓало? Очекувате повторно да седнат четворицата лидери со посредство на меѓународната заедница пред овој датум 5 јуни? Знаете, може да седнат. Јас не знам зошто им треба меѓународната заедница за да седнат да разговарат. Нормални луѓе разговараат. Јас колку што знам, сите освен Заев беа спремни додати во Виена. Значи луѓето не беа против, вклучувајќи ги Ахмети и Тачи, и Груевски, не беа против да појдат во Виена, да седнат и да разговараат и да кажат што и како. Само Заев не сакаше, спинувајќи ги работите, одложување на изборите, значи тоа беше еден факт, и второ, аболицијата да се поништи. Можно ли е повлекување на аболицијата, за да се Јас не знам дали има можности, но колку што јас знам, има право да не ја прифати секој поединечно, да бара да излезе на суд, да помине судската процедура, докажувајќи дека не ја сака аболицијата. И колку што знам, тоа го направи и Црвенковски и Груевски. Мислам дека на крај дури Заев го стори тоа, ако не се лажам, во една своја изјава, после толку време. И зошто сега, ако ја не сакам да прифатам аболиција над мене, треба да барам таа општо да се укине за сите. Значи, поентата и на председателот Иванов не беше продлабочување на кризата. Може би беше погрешен чекор, ставајќи ги сите во еден кош. Поентата на председателот Иванов беше токму да престанат сите овие работи кои се случува и да одиме на избори во една помирна атмосфера. Но очигледно идејата на Социјалдемократскиот сојуз не е мирни и регуларни избори, туку хаос со единствена цел, надевајќи се дека колку полошо во државата, толку подобро за нив. Можно ли ескалирање на хаосот доколку се остане на планот за реализација на изборите на 5 јуни? Го слушнавме и Заев како зборува за украински сценарија, гледаме што се случува по улиците. На почетокот беше многу порадикално, сега се подсмирени страстите, меѓутоа сепак се удира, дали е тоа боја, дали се тоа камења или со што и да е, се удира врз самите институции, врз државотворноста, како што кажавте пред малку. Можна ли ескалација на овие состојби до 5 јуни? Значи, опусот на идеи, така да кажам, негативистички, кои опозицијата ги пласира во јавноста е широк. Тоа не мора да биде уништување со камења, палење на канцеларијата на председателот, тоа себе оние фарби, истурање по плоштадот, по објектите, уништување, и тоа е уништување, и сквернавање на споменици објекти. Еден од опусите е и обидот последниве 2 недели да се создаде вештачка економска криза. Ние знаеме дека успорува економијата, буквално во толку долга криза политичка, во толку долга недефинирана состојба, тешко функционираат работите и добро е што и вака функционираме. Некои држави за 2-3 месеци паѓаа во ваква состојба, покажува колку Македонија има функционална економија и колку е жилава да опстане во целава приказна. И затоа реков, покажувањето на несакањето на сопствената татковина. Значи, едно е да излезам пред влада и да кажам, јас не се согласувам со политиките на Груевски, на не знам, на ВМРО ДПМН, на СДСМ утре, бидејќи еден ден и ВМРО ДПМН треба да биде опозиција, веројатно.
Тоа е еден пристап. И да кажем, сакаме на избори, ајде на избори, имаме програм, имаме подобри политики од вас, ќе ве победим. А друг е пристапот да соберам 3-4 илјади луѓе и да секојдневно демонстрирам насилство и уништување на општо добро. И воедно да се обидам да тоа се нарекува специјални операции. Еве, сега така ми дојде да се потсетам на една тема, уште во времето по предметот општонародна одбрана се учеше, а на факултетот за одбранбени, безбедносни и мировни студии, па претпоставуваме на факултетот за безбедност во Идризово, се изучува како дел од етиологијата на загрозување специјалната војна, во која вели превратнички настапи, рушички демонстрации, удар врз економијата со предизвикување на вештачка криза или помогната од надвор со санкции. На што личи моментот? Тоа е координиран момент, тоа граѓаните многу едноставно може да го видат. Координиран момент. Ни пуштаат муабети, така да кажем, од надвор, ќе ни направиле санкции, а пак ја спомнам професорката Ванковска имаше интересна констатација дека ние не водиме војна со никого, не ја загрозуваме безбедноста на Балканот и во регионот воопшто, нити внатрешната безбедност ја загрозуваме, каде видовме дека државата делува против сопствениот народ, никаде. Тоа се измислици кои ги слушаме, буквално спинови дека се живее во режим. Со што го загрозивме меѓународниот мир и безбедност за да ни се воведат санкции. Но треба да се направи таков спин. Да се направи таква психолошка пресија врз граѓаните, сега ќе ви воведат санкции, еве го еврото скока, економијата пропаѓа, а кој ќе биде губитник од целата работа? Граѓаните. Ќе одат во банка во паника, ќе ги повлечат за штедите, ќе изгубат камати, бидејќи не можеш да добиеш камата ако пред време извлечеш пари од банка, а имаш договор. Ќе купат поскапо евро, ќе ги чуваат еврата дома во иднина, нема да има камати и заработувачка и ќе ризикува да криминал имало и ќе има, да некој разбойнички банди, да така кажам, или провални кражби им се вршат по домовите и пак ќе бидат возијани. А кој ќе биде воќар? Затоа реков, СДСМ функционира по принципот колку полошо за државата, толку подобро за нас. Една понуда не видовме, едно решение до сега од нив не видовме, една работа да си достојат на зборот. Никаде, еве, како новинар, сетете се дали имавте некаде нешто во што ќе каже ние си достојуваме на зборот, па макар и на наша штета, тоа така ќе биде. Од интерес на Македонија, од интерес на граѓаните. Не го видовме тоа. Од другата страна видовме отстапки на ВМРО ДПМН, се во интерес да се излезе од криза, да се излезе на прав пат и така натаму. И една работа многу интересна, малку и вие ме подсетивте на тоа, ако се сеќавате 2004 година, веројатно слушателите, граѓаните се сеќаваат на таа фамозна 2004 година на предвремените председателски избори, кога Бранко Црвенковски, кој тврдеше дека никогаш нема да биде кандидат за председател, одеднаш стана кандидат за председател и кој добра сделка направи тогаш со ДУИ по прашање на локалната самоуправа и територијалната поделба, ги фалсификуваше изборите. И јас бев сведок во тоа време во Куманово како се фалсификуваат и како се полнат кутии за Црвенковски да биде председател. ВМРО ДПМН како последица на внатрешните судири потоа имаше и раслојување, но Груевски во тој период, иако мнозина од луѓето не можеа да го разберат што прави, тоа излезе дека човекот има длабоки национални интереси и чувства за националниот интерес на Македонија. ВМРО ДПМН во тој период можеше да повика најмалку 300-400 луѓе да излезат на улица и да направи хаос. Но нити ги повика луѓето на улица, туку излезе со пресконференција, барајќи токму од истата таа меѓународна заедница да изврши повторно пребројување на гласовите, утврдување на фактичката состојба, како што го нарекуваше тогаш рекаунтинг. Му се подсмеваа новинарите на таа тема, зошто го вели тоа, и заборавија само 2 месеци потоа дека било што се случувало си стана Црвенковски председател. Но Груевски не се обесхрабри тога. Тргна повторно со програма, со работа, со нов стил. Од денешен аспект, знаете како го гледам тоа?
дека човекот се обидуваше да ги научи граѓаните на Македонија, вклучително и СДСМ, на демократија. Тоа е демократија. Јас го кажувам моето несогласување. Ти си направил прекршок. Бранко Црнковски ги фалсификуваше изборите, доби за председател, но јас не ја ставив државата во ризик. Ама затоа 2 години подоцна доби на парламентарни избори чиста победа. И сега ние одиме на таа варијанта буквално да гледаме дека Груевски и понатаму се обидува и се однесува, не се обидува, практично се однесува кон Македонија со сенс, со чувство за национални интереси. Колку и да лично го навредуваат, колку и да му упатуваат негативни забелешки, му измислуваат спинови сега, последниот спин од денеска, нели, се обидува да се ценка со меѓународната заедница, да не му се повлече аболицијата, а тој потпиша дека не сака да биде аболициран, зашто нема зашто да биде аболициран. Значи, се прави од страна на опозицијата да се направи што поголема забуна меѓу граѓаните. Ние веќе не памтиме предвадено што се случува, од толку многу наметнати настани, измислени настани што ни прават. Меѓу другото тоа беше и, нели, обидот за создавање вештачка криза. Како ќе создадете вештачка криза? Така што ќе ги потикнете граѓаните да влезат во енормно подигање на парите од заштедите од банките и ќе предизвикате потреба од повеќе употреба на девизни резерви. Но за жал имаме таква опозиција. За жал тоа е тој тежок момент во кој некој не можеше во СДСМ да се научи што значи демократија и што значи пристап до граѓаните, што значи да отидеш со конкретна програма и да кажеш да, ВМРО ДПМН направило автопат, ние ќе направиме ова, нашата идеја е пруга, нашата идеја е гасификација, нашата идеја е да природните богатства на Македонија бидат на сите граѓани. Критикувавте во вашата последна колумна расчинетиот владика Јован Бранишковски, кој на Велики петок пред Великден повика на превреднување на вредностите, ако добро се изразив, и на некој начин ја поддржа шарината револуција. Беше навистина чудно што Вранишковски влезе во една таква политичка битка. Па, знаете како, не е чудно што влезе. И една друга работа мора да кажам, тој е владика на Српската православна црква. Тој е таму владика. Тоа е шизофренијата на Српската православна црква, која не ја признава МПЦ, неканонска, не знам, расколничка, од друга страна расчинет владика од МПЦ го враќа во позиција на владика во ПОА, која е дел од Српската православна црква, и тој учествува на соборите на Српската православна црква како нивен владик. Не е чудо што Вранишковски влезе во таа приказка, тој одамна не е излезен од таа приказна, бидејќи во секој момент на нестабилност на Македонија тој бара простор за себе. Мојата колумна носеше назив "Влице светци, в срце вълци", согласно на познатата песна од Приличев 1767 лето, нели? И пораката на последниот архиепископ на Охридската архиепископија во тоа време, пред возобновувањето Арсени, дека ќе дојдат луѓе кои ќе бидат в лице светци, а во срцето волци, кои до крв ќе го стрижат и молзат народот. И тоа е уште еден аспект на духовното робство, кој покрај разнебитувањето на државата, која опозицијата здушно го прави, сега треба да се вклучи и Вранишковски да направи разнебитување на Македонската православна црква, како еден од клучните столбови, како институција која е клучна за македонскиот идентитет. Во основа, ние на крајот од целата ова драма што ни се случува и оваа агонија, не го имаме падот на Груевски од власт. По природа на нештата со годините и Груевски ќе си замине. Не сме Јужна Кореја, односно Северна Кореја, кај што ќе од татко на син, од дедо на внук да се пренесе власта. Ние сме парламентарна демократија во која и политичките партии утре ќе се променат работите, ќе си дојдат други луѓе, значи генерацијски ќе се менуваат луѓето, што е сосема природна работа. Крајната цел е уривање на македонската нација и државност.
Тоа е крајната цел. И не ме чуди воопшто да не елаборирам подлабоко зошто во целава ова операција се вклучени британците на ваков начин. Зошто се тие едни од главните играчи толку гарете амбасадорот активен во Македонија, иако глуми дека не е и дека тој ништо не знае. Да се вратам нели на Вранишковски. Тој едноставно, покажувајќи се в лице светец, глумејќи маченик за православието, во срцето покажува колкав волк е. Значи, да расчистиме на многу битна работа. Еден православен владика, а тоа сега кога зборувам за Вранишковски, важи исто и за Пимен, европскиот владика, не сме да си дозволи да зазема страна и да се меша во политички пресметки внатре во државата. Од две клучни причини. Прво, како православен владика, тој е владика на сите. И на левите, и на десните, и на црните, и на белите, и на мажите, и на жените. Зашто тој треба да се грижи за духовното здравје во Христа на сите луѓе кои ќе дојдат да побараат кај него помош. Како да биде некој сигурен да отиде на исповест кај Јован, дека тој нема да ја злоупотреби неговата исповест? Или кај Пимен? Бидејќи тој отворено има политичка страна. И второ, како владика на Македонската православна црква се однесува сега на Пимен, тој треба да се грижи за интересите на сопствениот народ и Македонската православна црква. Не за интересите на револуција, на 1. мај, на 3. мај и не знам што. Јован не е владика на МПЦ. И не може да се грижи за интересите на македонскиот народ. И тоа е факт. Колку и да сака да каже дека тој се представува како Ромеј или византиски или антички македонец. Треба ли се да само да се огради од поддршката на Јован за нивната? Ама тоа е логична работа, но тие не сакаат да се оградат. Зошто да се оградат кога еве уште една поддршка имаме? Знаете како? Ајде мала дигресија да направиме. Се сеќавате пред неколку месеци кога Мери Јордановска, па потоа и Павле Трајанов покренаа приказна за амнестија на искратување на казните на затворениците под изговор дека се полни затворите. Тоа всушност беше политичка борба за глас. За глас. Колку има? 2000-3000 затвореници во Македонија. Мери Николова, така? Мери Јорданова или Николова беше? Николов. Николова, се извинувам на грешката. Значи, тоа беше политичка борба за глас. Истото и овде. Колку приврзаници има Вранишковски? 100 во Македонија? Доволно е. 100, 200, 300 гласа, плюс негде ќе капнат. Тоа е математиката на СДСМ. Затоа тој нема да се огради. На јас само да завршам со она анализа за зошто му напишав на Вранишковски така. Зошто ја напишав колумната во која делумно лично му се обраќам, делумно се обраќам низ перцепцијата на граѓаните на преку во исто време објавената колумна на Тричковски во која толку богохулно вели Господ мора да подржи немири ако сака да го има. И се поставува прашањето. Па Бог на прво место не сака да го има за да му се докаже на Тричковски дека го има. Бог го има. Создател на небото и земјата, во символот на верата се знае, дефинирано е тоа. Бог е вечен, бил исти некогаш, денес и утре и за секогаш ќе биде исти. Но прашањето е што во тоа друштво бара Вранишковски? Дали со крстот оди кај нив и вели покајте се, не хулете на Бога, левицата која сака да ги урне сите традиционални вредности, ти Тричковски, другар Тигеровски кој хулите на Бога, Ирена Ристич која архиепископот го нарекува со поградни зборови и се прашува зошто толку гласно пеел за Великден, требала да се симне во пижами да му каже да не вика. Со такви ли луѓе Јован е во истата кошница? Дали ги учи на праведност и на живот во Христа? Дали можеби на Кочо Андоновски и оној другар му другиот со ЛГБТ заедницата им кажува дека се во мужеложништво и дека тоа е грев против природен блуд? Зашто зборуваме? И за кое превреднување на вредности без Христа? Дали на атеистите кои се дел од протестот на опозицијата? Тоа се атеисти, не веруваат, неверници, не веруваат во Бога. Дали тие може да ги превреднуваат вредностите? Тоа е страшното. А во исто време се представува како маченик за Христа. Епа ти ако беше маченик за Христа, ти ќе го имаше смиренијето.
И немаше да излезеш со ваква порака. Туку ќе излезеше со порака за мир. Тоа е истото што го кажа архиепископот Стефан. Нам ни треба мир. И тие се македонци, ние сме македонци, и таму има православни, и ваму има православни. Ние сме еден народ, една вера. Ние треба да бидеме пред се како граѓани на Република Македонија смирени. А не да се, ова е класична злоупотреба на Јован на политичката криза во Македонија за сопствени цели. Господин Антонов, ви благодарам што бевте овој петок во Пулт за оваа анализа. Ви благодарам и јас вам. Почитувани слушатели, останете со нас, одиме со музика. Почитувани слушатели, во денешното издание на Пулт разговарав со професорот Оливер Андонов, ги анализиравме најновите политички настани по вчерашното неподнесување на кандидатури за членови во избирачките одбори. Единствено ВМРО ДПМН поднесе предлози за членови во избирачките одбори. Според она што можевте да го слушнете во изминатите 50 на минути анализа, ваквиот потек на ДУИ на ДПА не мора во моментов да значи ништо, бидејќи се работи само за интерен правилник на Државната изборна комисија. Што и како ќе се случува ќе зависи неверојатно од преговорите помеѓу политичките партии, кои се одвиваат и поинтензивно се очекува да се одвиваат се до датумот за избори 5 јуни. Професорот Оливер Андонов повика на почитување на уставот и на законите заради зачувување на државноста и поради тоа повика на преземање на сите чекори за одржување на избори на 5 јуни и конституирање на парламент и влада. Ова издание на Пулт, како и сите предходно, ќе можете да ги слушнете на rsm.mk, да ги погледнете и во видео верзија. А ви благодарам што бевте со Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција и слушајте го Пулт и следниот петок од 11 до 12 часот. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица